Play In. Балканската колонија на ракотворци во Битола донесе на вистина креативни ракотворци. Што долови нашата камера таму, погледнете во положение. Кој е овој процес? Гледаме иглички, гледаме некои како црвци ги наречам. Да, за сега изгледат вака, ама на крај на процесот ќе изгледа борот молика, една од темите на колонијата оваа година. И сега, денеска почнав и за неколку дена треба да биде завршено, да. Така. Ми кажа дека си македонска сна од Романија. Да. Така. Ете, за колку време ме интересира, го научи јазикот бидејќи прилично солидно го говориш. Фала. Еве, има цел процес, не го научив одма. Најпрви го слушав долго време, а после лека по лека го научив. Почнав да го зборам. Така, ова креација, мислам, овие изработки кои ти ги изработуваш, ги научи тука во Македонија или можеби го понеси искуството од Романија? Од Романија, од кога бев мала, јас се занимавав со секакви работи. Постојано бев со глина, со пластелин, со секакви материјали, така да хоби ми беше и се уште ми е хоби. Не. Што те наведе на ова, да се занимава со оваа професија? Сакам, едноставно, сакам да направам. Почна Се почна со моделирање во восок, во свеќе. И од таму почна со други материјали. Колку креации имаш изработена? Дали можеби имаш некоја бројка? Се вкупно до сега што имаш направено? Бројка не можам да ви кажам. Многу работи имам направено и затоа немам. На список стварно немам. Дали можеби ете така, ако некогаш ти дојде момент на инспирација, можеби насред спиење стануваш и работиш нешто доколку добиеш некоја инспирација или го оставаш во одреден период на денот? Не. Спијам, кога спијам. А кога ми доаѓаат идеи, обично си ги забележам. Имам тетрадка посебно за овие работи, постојано со мене, така да ако ми доаѓа некоја идеја, Значи, ја реализираш. Тука кажавме дека е процесот на игличкиот бор од молика. Сега ме интересира, знаеме дека тука имате ваши штандови каде што имате изложено ваши изработки, па предлагам да се префрлиме таму да ми објасниш што се имаш направено и колку време ти беше потребно да го изработиш сето тоа. Тука се наоѓаме сега и до твојот штанд каде што гледам имаш изработено на вистина прекрасен накид, морам да те пофалам, прстени, белегзи, обетки, ланчиња и што уште не.
Колку време ти требаше за или ти треба за едно ланче да изработиш? Зависи, не знам, од моделот, од техниката, затоа што постојат повеќе техники за изработка на оваа глина. Овој тип. Кои се тие техники, дали ќе ни ги објасниш? Не можам, мора да ви покажам практично. Имаат посебни техники на мешање на бои, на направење на текстури и затоа ова е посебна глина што се пече. Обично со таа работам. Сега за колонијата работам со друг тип на глина што се суши на воздух заради немање печка. Тоа е условите. Се извинувам што те прекинувам на секој за подинамично да биде. Таа глина што се пече и таа што се суши на воздух е различна глина или е само истата и само процесот е друг? Истата, не е истата, посебни се. Значи е посебна и се Да. посебно се работи. Да. Кажи ми за ето овие обетки. Изработени се сите од глина, можеби има нешто од пластелин, од или се генерално се е од глина или прстењата се можеби од нешто друго? Не. Прстењата се од глина и од кожа, затоа што работам и со повеќе материјали. Со полудраги камења, со кожа и така. Генерално се ми е од глина. Повеќето од работите, од предметите. Изработувате и кожа, како што напоменавте. Од што е таа кожа, животинска или како се изработува? Значи ме интересира тоа. Природна кожа. Така, и се плети. Се плети, се сечи се. Така. Ви благодарам за издвоеното време, убави креации на вистина. Па може да ги погледнеме сега да ги сними камерманот. Тука со мене нова балканска колонија на ракотворци, една млада девојка која ме изненади со фактот со тоа дека плети. Се повеќе млади девојки во Македонија не знаат како да го направат тоа, таа е доста искусна во тоа. Вики, добро дојде. Фала. Ајде, кажи ми што е ова што го правиш моментално, можеби капа, можеби не знам. Јас сум плетам со чингилаке. Тој моментално ќе правим блузичка. Треба да направим мечка за овој време кога јас во колонија, кога ќе биде колонија во 3-4 дена. И моментално така, малце по малце. Кажи ми, од кога имаш оваа љубов кон плетењето и кога почна да плетиш? Од мала или од пред брзо време? Од мала, јас сум бев 6 години кога прв пат земав чингилаке во раци и баба ми покажува како да плети, како се ова како овие работи, така да. И после, не знам, имам неколку период пауза и после ќе правим пак. И Кажи ми, колку вкупно години се занимава со плетење? од прилика, не знам, од 6 години, толку, цел живот. Со паузи, така. Од мало. Значи, љубовта е наследила од твојата баба. Ете, што се има сплетено? Блузи, дали самата можеби си правиш некои креации со плетење? Прво беше блузички за сите, за млади, за жени, порачки од роднини. Моментално ќе правиме плишани играчки и украси за коса. Имам таму штандови, ако можете да погледате моите работи, така. Моментално во овие работи. Така. Ти доаѓаш од Русија. Да. Кажи ми, каква е културата таму кај младите девојки, дали сите знаат да плетат, и тука кај нас некако не ги влечи тоа домаќинството, да речем. Култура е скрос различно, затоа што во Русија имаме како во СССР како беше така и пак исто, затоа што сите жени, млади и повозрасни треба да знаат како плети, како вези, како да шиеш, сите овие работи како да готвиш, а тука моментално таква ситуација јас не гледам. Тоа видам што млади жени не знаат како да готват, не знаат како да шијат. Нема да можеме невести да си најдиме. Модерна, да. А во Русија како постара цивилизација може така, затоа што овие
традиции од СССР. Не знам како на македонски тешко. Така, да, борете. И исто имаме такви. Затоа е. Борет, само уште нешто сакам да те прашам, да не се мачиш да речеме те со јазикот. Спомена дека снимаш и на YouTube клипчиња. Да. Што содржат тие клипчиња, на кој канал може да ги погледнат оние кои се заинтересирани? Добро. Имам каналот кој имат различни опции, например опција за плетење, различни мастер-класови, после другата плейлист, како плейлист, за мојот живот во Русија, во Македонија и во Америка, бев во Америка исто, од таму. И другите, например, гитара, што свирам гитара, тоа е мојата професија. И секој човек може да најде нешто интересно за себе. Тој. Значи ти си музичар пред се. Музичар, да. Така, колку време те свириш на гитара? Од 5 години. Така, и може би има свирена на некои манифестации, на некои настани, на може би во група? Јас сум класична, свирам на класична гитара, да, ако некој човек има потреба за група, можеме и на електрогитара, исто кој ќе праши тој. Јас сум отворен човек, зборувам со сите, кој сакат. Добро дојдовте. Така, значи си мултитаскинг на некој начин, работи се и се што. Сега ме интересира да ги погледнеме твоите креации кои ти си ги изработила, доколку можеш да се префрлиме на твој штанд. Добро. Play in.